Недобивањето на датум за избори е лоша и непосакувана вест за Македонија. Треба да бидеме свесни дека државата влегува во разочарување и сето ова е последица на погрешните политики водени во последните неколку години. Ке се согласам дека ваквата одлука за недобивање датум е пораз, но тоа не е пораз на македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Тоа е пораз на политиките на Зоран Заев и оваа власт. Тоа е политика без концепт, без визија, со многу криминал, корупција, арамилук, неработа и измами. Оправдано се добива чувството кај граѓаните дека таа политика не втурна во бесконечен круг на многу откажувања, многу отстапки, себе порекнувања, подголтнувања, за на крајот сето ова да заврши со неуспех. Македонија има пријатели во Европа, а Европската Унија продолжува да биде наша стратешка цел. И мора да се биде самокритичен и да се признае дека нема датум за отпочнување преговори затоа што нема реформи. Затоа што народот живее тешко и нема друга држава каде криминалот царува со системот. Имаме систем во распаѓање и власт која што не испорачува правда, туку е заштитник на неправдата. Јас ја разбирам разочараноста која се јавува кај голем број од граѓаните на нашата држава. И ова не е последица на само една погрешна одлука на Зоран Заев и оваа влада, туку перманентно погрешни одлуки на кои укажувавме и апелиравме да не се прават. А тие своеглаво продолжија да управуваат кон зидот кој се испречува пред нас. Тој зид не е направен од тули созидани од Европа за нас, туку зид составен од погрешни одлуки и политики на оваа влада предводена од Зоран Заев. Не смееме ова разочарување да го храниме со други штетни одлуки. На народот му е преку глава од политиканство и надмудрување помеѓу партиите. И немам намера да кажувам колку сме биле во право кога викавме да не се прават авантури на власта, кои не внесуваат во само откажувања, штетни процеси, договори и амнестирање на скандали и афери. Кога ги рушеа преговарачките позиции на земјава, стекнати со години и генерации политичари, за да можат да се одржат на власт и да го амнестираат криминалот од минатото. И кога велев да не им веруваме кога не убедуваа дека Заев ќе омекнувал срца на европски политичари и кога тврдеа за референдумот лани дека бил за Европската Унија, а не за името, за лажните ветувања и лажните надежи за живот, разноразните рекети, крвави тендери, криминални иновации, сето тоа сега го испорачува цехот. Времето покажува дека сме во право тоа што го говоревме. Но сите ние немаме ништо од тоа. Штетата е веќе направена. Затоа ќе ми дозволите да зборувам малку за иднината. Ќе бидам многу искрен и отворен. Јас немам намера понатаму да влегувам во игра на покажување на показалецот и докажување за тоа кој е крив, а кој бил во право. Или да отпочнам некоја си битка во лов на виновници. Исто како што не ни треба ни маскирање на неуспехот. Не е време за тоа. На народот му е се јасно и народот се гледа. Нашиот народ вели секој е лошо за добро да е. А јас безусловно и бесконечно верувам во македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Во животот секогаш има избор. И ова не е крајот, туку почеток на промените кои мора да се случат. Треба да излеземе посилни и помудри од секој еден неуспех. Македонија е европска земја, а Европската Унија е наша заедничка цел. И покрај големата разочараност, сакам да испратам порака дека нема време за губење и Македонија го нема повеќе луксузот да загуби
ниту еден ден, ниту еден час повеќе. Нема време ниту за оние помалку чудни анализи за душата, срцето и петата и други вакви комични испади. Ниту пак за некои други дежурни адвокати на Заев кои се мешаат во тугите дворови. Ова е наша земја и тука граѓаните се главни. Оваа власт ќе биде заменета и ќе потоне во заборав. А тоа секому му е јасно. Народот бара и посакува предвремени парламентарни избори, исто како и јас. Тоа е единствено логично и посакувано решение за да се надмине кризата и оваа повеќе неодржлива ситуација. Колку и да се противи власта, избори ќе дојдат. А со тоа доаѓа и политичкиот крај на Зоран Заев. Во тој меѓупериод потребни се реформи. Коренити и брзи реформи, зашто ВМРО ДПМН ќе предложи план во најкус можен период, консултирајќи ги експертите и употребувајќи ги сите своји капацитети кои што ги има на располагање. Овие реформи треба да ги спроведе влада, составена од силни индивидуи, со богато лично, стручно портфолио, кои ќе го дадат својот максимум служејќи и на државата. Време е за мудри, логични и одлучни одлуки. Повикувам на средба на државниот врв, на која ќе се дискутира за сето ова, а пред се за иднината на Македонија. А Македонија е пред крупни одлуки, кои ќе донесат промени. И има иднина за која сите заедно ќе се избориме, бидејќи доаѓа обновата. Изборите се важни, но не по секоја цена да се дојде на власт. Туку се потребни за да покажеме на светот, но и кај разочараните кои ги разбирам совршено, дека можеме подобро, можеме поинаку и дека има надеж. Македонија ќе успее. Го повикува македонскиот народ и граѓаните на Македонија да ја кренат главата гордо високо, бидејќи секогаш во тешки времења сме биле пркосни и мудри. Верувајте во себе, верувајте во Македонија и верувајте во промените кои што ќе дојдат.